Процедурално, моето процедурално се однесува на деловникот за работа во собранието, член 148, каде што многу јасно е кажано дека после секоја седница, после секоја точка, а во оваа ситуација после одржаната јавна расправа за новата концепција за образование, следува извештај за тоа што е зборувано на таа седница. Меѓутоа, тука постојат уште два поима. Едниот поим е записник, тоа што председавачот упорно сака да не убеди дека со тоа ќе ја затвориме јавната расправа. Меѓутоа, записник е нешто сосема друго. И вториот момент е тоа што ние како опозиција го бараме во извештајот да има соодветни заклучоци кои ќе ги наметнеме, односно доставиме на владата на Република Македонија, ресорното Министерство за образование, наука и спорт, со цел да имаат предвид што е дискутирано во собранието на Република Македонија на јавната расправа и сето тоа како дискусија претворено во заклучоци да и биде како водич при усвојувањето на новата концепција. Тоа е редот на нештата и сега околу самата процедура. Точно повикувам. Јавната расправа мора да има извештај. Значи, тоа мора да го има. Ние таков извештај немаме видено. Покрај извештајот, тоа што го баравме на претходната седница на оваа комисија, баравме да се изготват и заклучоци за таа јавна расправа. Сега, службите, можеби вие не знаете, меѓутоа службите сигурно требало да ве информираат дека во собранието на Република Македонија постојат и други документи кои в оваа ситуација буквално треба да ја разрешат. Ова е тој документ, процес на јавни расправи, водич за пратеници и собраниска служба. Значи, собраниската служба морало да ве информира дека ваков документ постои во собранието на Република Македонија. Понатаму, имате процес на јавни расправи, прилози. Уште еден документ кој е усвоен од оваа собрание. Понатаму, имате уште еден документ. Тоа е ова. Патоказ за успешно водење на собраниски комисии, извештаи од квалитетот на дебата на надзорна расправа и комисии за култура. Ова е веќе, значи, извештај. Како изгледа еден извештај на крајот после одржана надзорна или јавна расправа. Значи, собранието и претходно ги имало овие проблеми и се донесени стратешки документи во соработка со УСАИД, со Соединетите Американски држави и така натаму, со Швајцарската агенција за соработка на собранието, и тоа се документи кои треба да ги расчистат дилемите во вакви ситуации. Значи, деловникот факт е дека го регулира ова со еден член, меѓутоа, затоа имаме дополнување условно на деловникот со овие документи. Сега, тоа што вие покушувате да на некој начин, тоа што не ви одговара, што се збореше на јавната расправа, да го занемарите, воопшто не е возможно. Затоа што во овие документи на прашањето што е јавна расправа, имате став 5, јавни расправи може да има двојни цели. Например, фокусирајќи се на законодавството. Точно тоа е едниот момент, но и на надзор на извршната власт. Значи, вие пред почетокот на оваа сесија од оваа работна седница јавно кажавте дека немаме надлежност врз концепцијата и тоа е надлежност на Министерството за
образование. Не е така. Значи, ние како собрание со јавната расправа можеме да утврдиме надзор на извршната власт. Значи, ова е механизам кој ни го овозможува јавната расправа да кажеме, да заклучиме дали извршната власт правилно или неправилно работи. Дали одредена постапка е во ред или не. Значи, не се ограничува нашето делување само на законите, туку и врз надзор на извршната власт. Ова е тој момент. Ние имаме легитимно право да заклучиме дали определена постапка, дејание, нова концепција за образование е согласно интересите на државата, е согласно законите на државата и така натаму и така натаму. Во истиот документ 17 пати се користи зборот заклучоци од јавна расправа. Значи, многу јасно дефинирано како се прават тие заклучоци, која е постапката и на кој начин се носат. Да парафразирам, условно после јавната расправа треба да се направи обид помеѓу засегнатите страни да се донесат и усогласат заклучоци. Тие заклучоци соодветно се составен дел на извештајот од одржаната јавна расправа и како такви ги усвојува Собранието на Република Македонија. Тие извештаи и тие заклучоци се доставуваат до владата на Република Македонија и соодветно на тоа владата треба да постапи. Дури уште во формирањето на дневниот ред за јавната расправа треба да се планира кои информации или одлуки треба да се потенцираат во заклучоците. Тогаш е добро одржана јавната расправа. Ние тоа не го направивме. Понатаму, јасно е дефиниран извештајот од јавната расправа. Процесот на известување вклучува подготвување и дистрибуција на членовите на комисијата, изготвување на извештај со соодветни заклучоци. Ние, како комисија, се договоривме да има заклучоци од таа јавна расправа. Сега, тука има уште еден член од Законот за собрање на Република Македонија, меѓутоа тоа е за надзорна расправа, истиот може да се толкува и за јавна расправа. Доколку се сложиме, меѓутоа и ова што го кажав е сосема доволно да сватиме дека заклучоци мора да има. Затоа ве повикувам да ја прекинете оваа седница, да се направат обиди, да се донесат заклучоци, може да бидат општи, специализирани, на крај краишта и во овој документ е предвидено да има издвоени заклучоци. Заклучоци на власта, заклучоци на опозицијата. И тоа е регулирано во овие документи. Јасно е дека може да се дојде до ситуација на спротиставени мислења. Меѓутоа, и тоа е предвидено. Значи, некој седнал, размислил, го ставил на хартија и вели, во ситуација кога не можат да се усогласат заклучоците, се предлагаат заклучоци од власта и заклучоци од опозицијата. И тоа е регулирано во овие документи. И што е толку страшно да ги усвоиме тие заклучоци и да ги допратиме до ресорното министерство и до јавноста. Со тоа, нашата работа како пратеници, како законодавен дом е завршена. Со тоа ние сме го кажале своето и тоа што е кажано од јавната расправа, сме седнале, сме се усогласиле со заклучоци или ќе понудиме два типа на заклучоци од опозицијата, од позицијата и власта треба соодветно на тоа да постапи. Зашто е многу битно ова што го бараме? Го барав и претходната седница на комисијата. Затоа што концептот за образование е основен документ после кој следуваат сите останати закони. Не можеме ние без утврден концепт
да одиме понатаму. По дефолт не ставате во ситуација да бидеме против се, затоа што не знаеме како ќе заврши процесот. Буткате процес за кој јавноста јавно ви кажа и на јавната расправа дека има недостатоци. Ниеден од тие заклучоци не е инфилтриран, не е позициониран во концепцијата. И сега што правиме? Зашто ние да правиме надзор на извршната власт? Зашто ни се ускратува можноста да вршиме надзор врз Министерството за образование и врз новата концепција? Ја имавме јавната расправа, стручњаците јавно кажаа. Да не се навраќам, ќе бидам само краток. Историјата посебен предмет. Природните науки не може да се фузираат. Не може ова, не може тоа, не може тоа, не може тоа. Тоа треба да го заклучиме. Е прифатлива, не е прифатлива концепцијата. Не ми е јасно зашто не може нашата работа да си ја завршиме. Што се случува во таа ситуација? Целата одговорност ќе падне на владата. Ние ќе си го кажеме своето. Владата е последна ред. Сега, кога ќе се донесе таа нова концепција, се понатаму е врзано со неа. Во ред е да носиме и други закони, меѓутоа, први концепцијата да ја расчистиме. Во спротивно, ќе имаме недоверба, процесот ќе остане отворен и цело време ќе дебатираме од наназад. Тоа го бараме. Усагласување на ставови, на заклучоци или два типа на заклучоци да ги доставаме до власта. Како гледа опозицијата, како гледа позицијата на одржаната јавна расправа. После имаме документ врз база на кој пред граѓаните ќе речеме ние бевме против тоа и тоа, затоа сме против тие и тие закони. Се надевам ќе се надминете и ќе постапите согласно деловник и согласно овие документи кои ви ги цитирав и ги донесе оваа собрање на Република Македонија. Благодарам.